Почитувани гледачи, втор блок отворено студио 1 со нас во студиото во овој термин е добро познатиот наш колега метеопрогнозер Славчо Поповски. Славчо, добре дојде во отворено студио. Добар ден и поздрав до гледачите. Тука си затоа што деновиве следува Македонија па и Балканот ќе бидат зафатени од циклонот Ален, кој што според твоите проценки ќе донесе и снег во мај. Така е, точно така. Овој циклон повеќе ќе личи на зимски циклон отколку на пролетен, што значи дека веќе од петок, од овој петок па за време на викендот, Балканскиот полуостров токму ќе биде зафатен од овој циклон и најпрвин ќе услови поинтензивни врнежи од дожд, додека поради загреаната атмосфера локално ќе има развој на нестабилна облачност, проследена со интензивен пороен дожд, позначително количество на воден талок, кое може да услови и локални поплавувања ширум регионот, електрични празнења, силен ветер, па и појава на град. Сега веќе недела кон понеделник кон Балканскиот полуостров од север ќе започне да се спушта значително постуден воздух. Се тоа ќе биде проследено со засилен северен ветер, како и со значителен пад на температурите, па така токму поради падот на температурите на воздухот. На повисоките места и на планините очекуваме и поинтензивни врнежи од снег, па така на високите места очекуваме и значителна снежна покривка во регионот и тоа над 20 сантиметри нов снег, додека врнежи од снег може да се очекува дури на местата со помала надморска височина. Што се однесува пак до времето кај нас, во текот на овој викенд исто така очекуваме поинтензивни врнежи од дожд, кои локално ќе бидат поројни, проследени со грмежи, со засилен ветер, а не се исклучува можноста и за појава на невреме со град. Заладувањето кај нас ќе стигне ноќта понеделник кон вторник, па токму поради падот на температурите очекуваме на повисоките планини врнежите од дожд да поминат во снег, па и кај нас на високите планини очекуваме да дојде до формирање на снежна покривка. И до кога ќе се задржи такво време? Па во текот на следнава недела ќе имаме доста променливо време, односно некаде до вторник до среда, со што се очекува постабилно и потопло време. Значи од среда натак очекуваме затоплување на времето. Славчо, со ова се занимаваш повеќе години, сега ми остана тука како фокус. Рече зимски, ово е зимски, се разликува од пролетниот циклон. Така. Што представува зимски циклон, што представува пролетен циклон, по што се разликуваат, кои им се особините? Ти од твоето искуство што говори? Значи, зимски циклон затоа што овој циклон ќе донесе значително пониски температури од вообичаените за овој дел од годината, односно истите ќе бидат дури за 10 до 15 степени под просекот, што е тоа навистина многу. А секако пролетен циклон се подразбира со врнежи нормално и релативно потопло време. Но тоа засега барем го немаме. И не можеме да... Да, интересна е ситуацијата, во април немавме ваков циклон, па дури сега во мај, и токму овој циклон ќе услови во текот на следната недела ширум Балканот да услови во утринските часови дури појава на мраз, што многу лошо ќе влијае врз земјоделските култури. Да. Славчо, може ли да се предвиди кога ќе имаме чисто време, топло време, баш како што наликува една пролет? Па барем за сега такво нешто немаме, некој поизразен топол бран за сега немаме, но според подолгорочните анализи понатаму кажуваат дека од јуни па натак очекуваме позначително потопло време и потопли месеци, што значи, како што најавивме, престојното лето треба да биде значително потопло од изминатите, со почести топлотни бранови кои ќе пристигнуваат од Африка и ќе условуваат температури дури над 40 степени. И како трнало во септември и октомври се уште е лето некако, не? Така некако, да. Да. Добро, ако немаш некоја дополнителна информација за... Уште да кажеме дека ова нагла промена на времето многу ќе влијае особено врз метеопатите, па така ќе овие денови тоа како ќе почувствуваат значителни тегоби, така поврзани со времето, болки во коските на местата од старите рани, главоболки, несоница, поспаност и слично. Да, Славчо Поповски, ти благодариме. Беше Славчо во студиото. Секако секојдневно можете да ја следите неговата временска прогноза на
1 ТВ телевизијата во рамки на програмата, но меѓутоа и на сајтот 1tv.mk. Ние овде правиме една кратка пауза и се раќаме со Дејан Андоновиќ во студиото.